Здраво на сите луѓе, ви благодарам што сте тука. Добро, кој коти мене друг што почнува така видеото, значи уште почнува одма се заблагодараме, Поздрав на сите дечки, лаки царе со вас. Како сте, дали сте добри? Шо има бате новом? Ме интересира. Како сте? Ви благодарам што го слушнавте албумот на тие што го слушнавте, тие што не го слушнавте, мило ќе ми биде доколку сега отидете и го слушнете или после видеото, се исто. Иначе subscribe што е можно побрзо да стигнеме до 10.000 субскрајбери, редно е веќе да стигнеме до 10.000. Исто така заследете ме на TikTok, ојме на 7.000 followers и на Instagram, ојме на 2.000 followers. Шо се работа? Как што гледате по самото видео, пак бев мета на манијак. Куто и обично бате. Секој јас сум тоа што се наоѓа на манијаци, на педери, на педофили. Вас замолевам доколку се најдете и вие во таква ситуација, се што треба да направите да го блокирате тоа тип или да направите да он вас ва блокира. Сега, как да направите да он вас ва блокира? Што треба да направите? Значи, пред се јас имам, затоа сум тука на страна 7, може да се питате зашо, заради тоа што тук ќе искарам скриншоти што се издешава. Как да дојде до момент да вие го натерате тоа тип или таа личност, без разлика дали е машко или женско, вас ва блокира, а не вие него? Зашо? Прво пред се никој нема потреба од манијак или од педофил да ги замарува в животот, ма разбирате, значи кој е потребата? Кој е потребата некој рандом тип, са со извинение на тие помалечките што слушат, да дојде на месенџер, како си брат, лупки ти услике курот, бате мшко сум пред се. Второ, што има ти мене да ми усликаш да сум женско, кој си? Ма разбираш? Нема злоупотребави сексуално, виртуелно. Нема смисла, бат. Сега, се почна така. Здраво, брат, извини ако ти сметам на било каков начин и обичните тие педофилски емоуџиина. Тие са тие педофилски емоуџиина, бат. Јас викам, немаш мака повели. Знаеш, кој ти обично викам, не знам што саке типот, знаеш, као ајде да видим. Типот ми вики искрен муабет сакам, неќем да заобиколувам, сакав да те прашам дали АКТ, не знам што е АКТ, ми треба баш како тебе, 2 точки. И јас бев као, чеки, знаеш, као што саке да пита типот, ма разбираш као што е АКТ. И јас му викам, не сватив, што бараш? И типот вики искрено сакам да ти го пушам курот и ако сакаш нешто повише, бат. What the fuck да тајам? Ми се насълзија очите од кринж. Жал ми е, бате, што постојат такви луѓе. Као, шо ви е, бате? Шо не можете жена да си најдете или не знам, шо ви е финтата да там? Океј, свакимо ти сте педери, ама као, де бе, бате? Мислам, нема смисла да ти ама. Јас викам, Јас викам, ха, ти цар си бил, бе? И вовике, ха. Јас викам, не си нормален, не сум од понежниот пол, јас од јужниот сум. Као тук саках нешто да го заебавам. Знаеш, замек не сум од понежниот пол, него од јужниот сум, као доле на Гевгилија југ, знаеш. И јас викам, на Жешко Молдира. И типот ми пушке слика, не смеам да покажам, затоа ќе биде замъглена таа слика. И јас викам, ти благодарам за споделените информации и податоци, со овие докази излегувам со приватен адвокат против онлайн насилство. Го дупам на здрав акъл. Why are you gay? И типот што прави? А он сенднаве сликта и јас викам, нели као му ги пушкам скриншотите и му викам, види ги сјаат. И типот, this person is unavailable on Messenger, значи типот ме блокира. Што значи, не дај Боже да дојдете до таква ситуација, нели дека што потреба, нели дека што ќе дојде некој да вас злоупотребава, дали психички, дали физички, дали виртуелно, дали вербално, как сакате кажајте, комуникацијски или било как. Дојдете до момент да направите да он вас во откаче, фактички он да се откачи од вас, а не вие од него. Пошто вие ако пробувате да се откачите од него, никој пат нема да се откачите. А така заеби го, исплаши го малце, значи расшекни му главата малку што се вике, растреси го малце и да видиш он како се откача само од вас. Така да, доколку во случај дојде до таква ситуација што не би сакал да дојде, се што треба да направите најпрво пред се да им кажете на вашите дома, мајка ви, таткови, ако немте, нели, има деца и без родители или слично без един родител или как и да е, или ако не са дома родителите, без разлика, имте тетка, имте поголем брат, имте баба, имте не знам, било шо, било кој да имте дома, важда не живеете сами. А ако едино тоа не помогне, пробајте да пријавите во полицијата. А ако едино и тоа не помогне, пишајте на Google UNICEF, тоа е здружение за, нели, за деца, за
против расизам, за мир, за спокој, нели се тоа. Така да, мило ми беше. Во беше чисто едно видео да знаете усвари што се дешава во светот и најискрено, најучтиво во замолувам, пазејте се лат, секакви им. Не ви кажувам ти треба да се плаште, напротив, не се плашејте, пошто ако се плаште, он повеќе сила ќе си земе, ама не му дозволувајте да владее над вас никога. Така да тоа е тоа за во видео. Ако ви се допадна, обавезно ставете лайк, коментирајте што мислите на оваа тема, пишете ми што да биде следно видео, а ние се гледаме во наредно видео, најверојатно утре. Така да бидете ми поздравени, поздрав до сите, чао!